Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Денеска е специјален ден за мене и за многумина од вас, но за мене е специјален затоа што ќе успеам да се вратам некои си 40 на години назад, тоа е во времето кога бев мал и кога одев во градинка. Денеска со Супер Звезда, во низата на посети кои Супер Звезда ги организира секоја недела, посети на интересни места и дружење со интересни личности. Овој пат решивме да дојдеме во една убава, интересна, сосема нова градинка која што се наоѓа овдека во населбата Козле, на ова улица, тоа е улица Копачка, каде што на бројот 10 се крие токму оваа градинка која денеска ќе посетиме. Станува збор за веселата дружина. Одиме, по мене. Ете, приказната започнува од овдека, а за сите оние кои сакаат да лесно да ја најдат, треба само да се концентрираат и да го побараат ова нивно лого, е веселата дружина, кој е убаво, прекрасно, многу шарено и кој е многу тешко може да се промаши. Како што гледате, драги гледачи, денеска не е така убав и сончев ден. Околу мене е се влажно и мокро. Денеска е еден од оние врнежливи есенски денови, но внатре станува збор за нешто сосема друго. Да видиме кој ќе не пречека. Дами и господа, чест ми е да го представам нашиот денешен домаќин, Виолета Никодиновска. Здраво, живо, Вики, добре ни дојде во Супер Звезда. Како си? Благодарам, супер, фала, благодарам. Подолго време имаме план да ве посетиме. Јас слушнав за вашата игротека пред околу година и пол, две, можем да кажем, и неколку пати се договарам. Радосен сум што дојде денот денеска, да имаме шанса да покажеме гледачите да видат кои сте, што сте, каде си, што се прави овде. Така да најпрво да ви заблагодарам за можноста и честа што прифативте да бидеме ваши специјални гости денес овде. Инаку ајде да кажеме што е веселата дружина. Веселата дружина е приватна детска градинка која што работи со дозвола, односно решение од Министерството за труд и социјална политика. Меѓу првите неколку градинки кои што се регистриравме директно како градинка, а не игротека. Мотивацијата ни е желбата за работа со дечиња, нели тие се најискрената категорија. Тоа не поттикна да направиме еден ваков убав објект во кој што дечињата ќе се чувствуваат навистина пријатно, нешто малце поразлично од оној стандард што е се уште во Македонија, малце на повисоко ниво, за да тој премин од домашна атмосфера кон социјализација, дечињата да го поминат најбезболно. Нормално е дека мора да има и солзички, меѓутоа ние се трудиме се до тоа да е сведено во најмала форма. Солзи има и која све е во ред. Јас сум сведок за тоа. Имаме една таква кукла дома која знае да ни изненади, да ни заплаче и која се е под контрола, но децата се такви. Да, дечињата, значи секој индивидуално и различно го прифаќа моментот на одвојување со родителот. Нашата желба и нашата мотивација за работа е да првиот тој контакт и првото одвојување со родителот и контакт со надворешниот свет, други луѓе, друга атмосфера, да помине во најубав начин, се со цел да биде сето тоа ублажено. Вики, сакам да ве прашам како започна вашата приказна и пред колку време е направена оваа прекрасна игротека? Започнавме некаде ланската година во февруар месец. Се договоривме со девојките кои што и претходно имаат работно искуство исто така во приватна градинка, дека сакаме да направиме нешто кое што ќе биде направено буквално како за нашите дечиња дом. Тоа беше мотивација. Нешто што како да го правиме за нашите собствени деца. Ние сме сите тука мајки. Почна се тркала клопчето. Тргнавме со најчиста мисла и коцките се реде. Значи кога ни требаше мајстор за дрвенарија, се појавуваше во 1-2 дена. Кога ни требаше мајстор за водовод, се појавуваше во 1-2 дена. И некако се заврши многу на брзина. Ги предадовме документите, дојде контролата од Министерството за труд и социјална политика. Луѓето рекоа дека нашиот објект всушност ги исполнува сите услови за работење со деца од предшколска возраст и дека ги исполнуваме нели условите, дека се е како што треба направено, стокмено, тргнувајќи од занималните до пристапниот дел од надвор, дворот, тоалетите за дечињата, хигиената на почетокот нормално, која што се трудиме да ја одржаваме се до последен момент. Така всушност се деси веселата дружба. Мора да признам, и гледачите да знаат дека на вистина сум воодушевен.
имате многу сериозен пристап. Сето ова многу убаво изгледа. Објектот е прекрасен, голем на 2 спрата, приметив дека е. Плюс на самата врата се гледа дека е затворено, не може секој да влезе, мора да се најавите преку домофон, интерфон, видеофон, преку некој чуда од технологијава. Плюс кога влегов веднаш ми дадовте калчинки, да видат гледачите, да ги видат калчинките кои ги носам јас, а дури нашиот камерман, ако може и самиот себе си нека се сними тој, да го покажеме ова, да се види дека на вистина имате сериозен пристап, што и е доказ дека и понатаму ги исполнувате правилата, не само на почетокот, да ги задоволите барања, па после тоа да свртите нов лист него, тоа доследно се почитува. Тушност во градинката, пристап може да добие лице само со претходна најава и во точно одреден термин. Имаме обезбедување од сопствено нели видеокамери, сето тоа се снима кој кога дошол и зошто дошол, нели ние тука не даваме пристап на секој што ќе посака во било кое време да дојде кај нас. Хигиената е основа за да децата бидат здрави. Одржувањето на хигиената се прави со најдобрите препарати кои што воопшто може да се најдат на македонскиот пазар, се со цел да не ни се појават бактерии, да ни се дечките здрави, со нивното здравје и ние сме задоволни. Нормално задоволни се родителите. Едноставно сето тоа функционира онака како што сме го замислили од самиот почеток. Имаме уште многу да разговараме. Ми се допаѓа насоката во која тргна нашиот разговор. Почитувани гледачи, останете со нас, ќе направиме кратка пауза. Веднаш потоа се враќаме и го продолжиме разговорот со оваа прекрасна Вики која што денес е домаќин во оваа емисија. Останете со нас, за неколку минути се враќаме повторно овде да видиме што прави веселата дружина. За оние кои подоцна се вклучија, драги гледачи, денес е денот кога се оствари мојот сон од детството. Повторно да дојдам во градинка, како што најавив на почетокот. Денеска супер звездите се специјални и ексклузивни гости во една прекрасна приватна градинка. Станува збор за градинката Весела дружина и се навраќаме повторно во разговорот со нашиот домаќин Вики. Како си денес, расположена? Па не, сално сме ние расположени, нема никаков проблем со работа со вакви дечиња, не може човек да биде нерасположен. Имате побајаги персонал, можам да кажем, има колку што пример, имаме доста особи кои што се грижат за деца. Па да, имаме 4 воспитувачки, една особа која што се грижи за хигиената во градинката. Поделени се групите во 3 групички, една е од 2 до 3 години, најмалечката, средната група ни е од 3 до 4 и најголемата веќе од 4 до 6 години. Значи тоа е она предучилишна група. За нив се грижат нели стручни лица кои што си имаат конкретно образование за работа со деца на нивна возраст. Сите се високо образовани. Сметам дека децата го добиваат она што е навистина потребно за да одат во вистински правец и да се развиваат во здрави, нормални личности кои што понатака лесно ќе се вклопат во веќе училишниот процес. Тајна ли или не? Колку дечиња има кај вас? Во моментов сме 30 на дечиња кои што се од 2 години, нешто малку имаме неколку кои што се под 2 години до 5,5 години. Што правите овде? Како го минуваат времето? Како си поминуваат децата овде? Веќе има се тоа веќе договорена процедура кон која што се придржуваат нашите вработени. Доаѓаат наутро во различно време, немаме одреден термин дека тоа ќе биде строго во 9 часот, например. Доаѓаат, доручкуваат, после доручекот сите заедно се качуваме на вториот спрат каде што се извршува едукативниот дел во оној период кога дечињата се најсвежи, нели за да го примат тоа знаење. Понатако имаме свежа овошна ужинка. После ужинката продолжуваме со некои игри заеднички, понекогаш групите ги спојуваме се со цел да повозрасните научат да се грижат за помалите деца и да има една убава интеракција. Некаде околу 12 часот и 30 минути име ручекот, да се симнуваат доле, со убаво измени раце, седнуваат да ручаат. Понатака малата група која што оние спанковците ние си ги викаме заменуваат на спиење, а големите остануваат во долниот дел на градинката каде што се опуштаат, гледаат цртанчиња, играат игрички, тоа што нив им одговара, се додека овие малите спијат. Ако е убаво времето, одиме на прошетки до моментот кога ќе станат малецките, кога ќе станеме, кога сме сите будни, одиме со уште една ужинка, се забавуваат, веќе оној вториот дел од денот е малце поопуштен, за да не ли децата се опуштат, имаат малце учење, ама имаат и малце дружење, забава, да се изрелаксираат во текот на денот.
прespаваат нормално. Имате повеќе простори и прекрасен двор. Не можевме денес да го покажеме тоа бидејќи е врнежливо надвор, ама ќе дојдеме повторно во пролет или во лето. Ќе очекуваме секако. Ептен ми се допаднал Лулашки, мора ми дадете ја малку за да се полубам. Да се вратам. Тирано издржуваат поголеми тежини, нема проблем. Во ред. Инаку колку простори имате овде? Ќе може ли подоцна да ги разгледаме? Може, да, нормално. Кујната каде што ќе се носи храната, трпезарискиот дел каде што дечињата јадат и големата занимална во долниот дел на спратот, нормално и канцеларијата за нас. А горе во горниот дел се спалната, таму каде што дечињата спијат, тоа е изолирана просторија во која што во текот на денот нема никакви активности освен нивното преспивање и дополнително 3 занимални и нормално тоалетите на двата спрати. Ајде да почнеме со прошетка, полека може? Повелете, да. Ајде да видиме што се и какви тајни крие веселата дружина. Одиме да разгледаме по нас, драги гледачи. О, драги гледачи, па вие сте биле тука. Еве и нас на вториот спрат. Сега дојдовме во еден прекрасен модел. Морам да забележам дека е многу убаво тука. Еве ги гледаме дечињата, претпоставам ова се членови, дечињата од вашата градинка. Дечиња од нашата градинка во различни ситуации во градинката. На приредба, на доручек, на ручек, надвор, во ситуација кога некоја работа. Така гледам тука имате едно дрво, еве ливчињата му попаѓале, значи сега сте во Сега сме во фаза есен. во есенски филм гледаме дека има ливчиња, дрвцето е тука се едно време. Ова е работа на нашите другари, кога ја изучувавме есента, промените, па го правеа дрвцето. Тука морам да забележам има нешто многу интересно, нешто прекрасно. Повелете почитувани гледачи да се уверите и вие во оваа фантастична гледка. Вики, за што станува збор? Едната желка ни е подарок од едни драги наши родители, на кој што детето им е тука кај нас. Другава не е родена кај вас. Мотивацијата е да нашите дечиња научат дека треба да се грижат. Значи, во текот на денот, кога ние возрастните ги храниме желчињата, тие се присутни и гледаат што треба да направат, доколку дома имаат некакво милениче. Се градат обврски. Да, се градат обврски, да научат што значи обврски. Тука е тоалетот, тој па може и веднаш да го посетиме, ако не еве зборевме дека е убаво среден, кажавте нема тајни. Се може да видиме, секаде може да влеземе по нас, драги гледачи, да видите сега за што станува збор. Јас претходно влегов и го видов. Станува збор за извонредно добро организиран тоалет и како што може да видите сите овие мијалници се малечки и точно прилагодени и подесени на висина која ќе им одговара на дечињата и еве можам да забележам дека и веќе школките ги имате во разни големини. Да, па знаете стандардот што го пропишува Министерството за труд и социјална политика вели дека вака треба да изгледа еден тоалет за дечиња од претшколска возраст. Ние го адаптиравме, го направивме точно така како што требаше и ете го. Излегуваме, одиме сега да видиме што прават дечињата тука. Видовме како сето тоа изгледа и навистина морам да кажам дека сум воодушевен. Одиме кај малите, средните, големите. Ајде од малите да почнеме, нема проблем. Ајде, јас тука дознав дека наставничката нивна се вика Мими или учителката како ја викат? Они си ја викаат само Мими, да нема префикс. Префикси. Без префикс, само Мими. Да им биде полесно, да им биде нормално како да се дома. Тука е Мими здраво. Добре, дојде, јас ќе чучнам или ти ќе станеш? Ај ќе чучнаме заедно. На средина. На ниво со дечињата. Мими, како сте, што прави? Добри, супер, еве, после одмор сега малку да си поиграат. Вие сте една од учителките на дечињата од малата група, така ли е? Ова е вашата занимална. Колку дечиња имате вие? Така, моментално има 10 дечиња во оваа група, на возраст се од 2 до 3 години. Пола ни се некако од прилика. Како си поминувате со дечињата? Што учите? Што прават тие во текот на денот? Има значи различни теми кои што ги обработуваме по некоја програма, значи стандардна работиме. Сега сите материјали овде што ги гледате во принцип се значи за развој прецена, грубата, фината моторика, најмногу на тоа се обрнува внимание. Еве гледам дека има, да. Развој, значи тоа е многу важно за овој период. Еве гледам дека има бои, форми, се учат кој на кое место доаѓа, значи сите овие интелигентни сложувалки се тука. За фина моторика, груба моторика имаме секој ден вежбаме физичко, прескокнуваат, нели
Со тоа што после тоа учат нели држање на лажичката, како правилно треба. Самите почнуваат веќе да мијат раце, одат во купатило, некогаш со помош од поголемите другари, така. Знам дека кај вас дечињата учат и англиски, од кога почнуваат да учат по некој зборче? Па учиме по некое зборче, на пример вака за боите, да речеме нешто најосновно. Или некој од животните, маче, куче, зајаче, зависи што учиме каква песничка. Мислам на македонски, со тоа по некое зборче на англиски. Додека поголемите, значи средната и големата, значи се учат веќе онака, мислам книги кои што се препорачани. Едно интересно прашање имам да ви поставам што би сакали родителите да слушнат. Менувате ли пелени? Да, на оваа возраст пред се значи ги учиме веќе да им се развие тој осет значи за физиолошки потреби, да знаат да кажат доколку веќе нели нешто се случи, да знаат да кажат за да ги пресоблечеме, меѓутоа кај половина и повеќе од нив тоа чувство е развиено и веќе самите си вршат физиолошки потреби. Одиме да ги победиме пелените и да успееме да ги отстраниме токму на време. Ој една женска убава насмеана, еве тука ми дојде и еден дечко многу голем убав. Јас ќе се вратам да поразговарам со сите вас драги дечиња. Мими, ти благодарам за прекрасниот разговор кој имам шанса да го водам со тебе. Беше? Благодарам, а сега одиме почитувани гледачи да видиме што се случува. Сега каде е Вики? Вики, тука ли си? Тука, еве. Ајде, повелете. Вики, супер си поминавме кај малите. А малите се најсладки. Мислам, тие се онака опуштени цело време, си играат, нешто учат, работат, ама се многу расположени, насмеани, весели, секогаш спремни за игра нормално. Одиме, драги гледачи, ние доаѓате и вие со нас да видиме сега овде што се случува. Средната група, овдека веќе почнуваме малце од малце да ги учиме буквите, бројките, така да. Овдека има малце и работна атмосфера. Нема веќе пелени, да видиме што се Нема, случува. нема. Нема овде пелени по нас, драги гледачи. Здраво, дечки, дали сте добри? Здраво на сите, како сте? И оваа учителка се вика Мими. Здраво, Мими, добро ни дојде во Супер звезда. Како си? Најдов супер. Многу ми е драго овде кај што имам можност да ја видам, може ли вака да чучнеме заедно со вашите дечиња. Дечки, како сте? Добри сте? Ше убаво си играте, како убаво се дружите. Значи, вие Мими тука сте одговорни за оваа група која може да се каже дека е средна група. Да, средна група Лична возраст од 3 до 4 годинки. од 3 до 4, да, има 4. Доаѓаме од кај малите, едни реквизити гледавме тамо, но веќе овде гледаме некои други реквизити, па еве и животни има. Сериозно, а? Да, малку посериозно, вие овде учите и по некоја буква, бројка или како му доаѓа? Учиме, да, тука си имаме на зидот бројки, букви, учиме. Многу работи, да, се она што ги интересира децата. Гледам дека веќе еве имаме еден цртеж прекрасен. Може ли Злато го покажеме овој твој прекрасен цртеж? Еве имаме еден убав цртеж, преубав. Да, па после правиме изложби, така? Да, да. Учите ли песнички? Учиме многу песнички, многу стихотворби. Имаме музички инструменти, свириме, пееме. Така, да, еве, некој веќе ми свириме на тука позади. Леле, да видам, браво, Злато. Чекај, а тебе ќе те пратиме на Скопски джез фестивал. Како убаво го направи, браво. И ти, Злато, знаеш? Браво, а со вие, дали знаете вие да свирите? Да видам со овој вибрафон ли се викаше ова, како беше? Кој ќе ми посвири малце? Ајде, дувна ветре развигарче, како беше? Браво, браво, ја погодивме песната. Епа супер е навистина овде. Како ви поминува денот? Супер. Колку? После до ручекот, од 8:30 до 9:30 не е до ручекот, после до ручекот се качуваме во нашата училничка, си седнуваме во кругче, ако имаме некоја тема за обработка, си обработуваме, си разговараме. Така, така. Ако учиме некоја песничка поврзана со темата, ја пееме. Потоа секој си зема индивидуално да си работи нешто, да си црта, да си пишува. Потоа имаме ужинка, на кај 10:30, на кај 11:30 веќе се спремаме за ручек. Така, па после му доаѓа ручекот, ракијиче, салатиче, малку да се нашалиме. Една шопска, значи да, зборевме за храната, кажавме, значи каква храна има, кажавме за кетеринг сервисот и се она што дечињата го добиваат. Да, денеска сме посебно весели и стрекни, ако и треба да свириме. Многу ми е драго вака што направивме убав амбиент и атмосфера. Обично се во групата 8 дечиња и тоа малце ни дозволува индивидуално со секој да поработиме. Дали секој ден ви е вака? Доволно време, да. Да, секој ден ви е вака, значи секој ден сте волку весели, волку срекни, волку разиграни, волку распјани. Епа, па ќе ви дојдеме ако ви е волку убаво. Ако кога сакате, повелете. Фала, ќе направиме кратка пауза, почитувани гледачи, се враќаме потоа повторно овдека во разговор заедно со учителките, менаџерите и дечињата кои што ја посетуваат градинката, која што се вика Веселата дружина. Веселата дружина, драги гледачи, останете со нас, се враќаме. Многу сме весели, што и не е тешко да се забележи.
Еве, драги гледачи, да видите како почна и Симон Трпчевски кога беше мал. Не е шега, навистина и тој уште од мал почна да свири. И јас го познавам од најмлади години и затоа е битно децата уште од мали да ги откријат своите таленти, да можат да се насочат и еден ден во животот, навистина се посветат на тоа што сакаат со љубов и со голема желба да си го работат. Вики, се враќаме сега повторно овде во разговор со вас. До каде стигнавме? Ги видовме малите, ги видовме средните. Одиме кај големите заедно со гостинчињата што се дојдени од кај вас. Благодарам, да видиме сега големите, колку се големи, многу, малку да видиме за многу големи, спремете се, драги гледачи, најголеми да ги видиме. Одиме, повелете по нас, дечки, здраво на сите, дали сте добри? Што ни правите бе? Мафнете ни еднашка, мафнете ни, пратете по некој бакнеш. Леле, што сте убави, многу ми е драго денеска што ќе може да бидеме ваши специјални гости овдека. Па вие цртате, имате веќе програма, да, работите, правите, ручевте ли денеска, да? Да, завршивте со тие обврски и сега одиме со попладневните обврски, имаме цртање, тука и вашата учителка, драго ми е да ја представам, почитувани гледачи. Цеца Георгиевска. Цеце, многу ми е драго што сте дел од Супер звезда во ова наше денешно дружење. Вие, Цеце, сте задолжени за дечињата од големата група, така? Големата група. Кажавме дека одиме да ги видиме најголемите. Так, најголемите другари. Повеќето од нив ќе одат првачиња од септември и јас сум задолжена да ги подготвам и да се представат во своите училишта во првачиња најдобро што може. Значи, кога ќе дојдат во новото училиште, наместо да учат, да можат одма да предаваат таму. Па, ако може, јас кажувам вака, по некој од нив веќе и за во трето ми се подготвени. За во трето може да дадат. Многу ми е драго. Навистина, има многу љубов овдека, можам да го препознам тоа на секој чекор. Тоа се гледа од начинот на кој вие се однесувате кон дечињата, на кој тие се однесуваат кон вас, према начинот како што ви е уредено, како што ви е средено. Што правите, како си поминувате со големата група? Активностите ни почнуваат во 9:30, значи до 9:30 мораме долу да ги завршиме сите обврски околу појадокот. Доаѓаме овде и седнуваме, имаме класичен час, можеби не, меѓутоа седнуваат и ми ја кажувам темата што треба да ја работиме за цела недела. Интересни работи, учествуваат во разговорот, нивната активност е многу важна, кажуваат нивно мислење, што мислат за тоа и после тоа сето тоа го пренесуваме еве вака или цртаат во врска со тоа или учиме некоја стихотворба, читаме текст. Или се бавите со метеорологија како што можеме да приметам овде, Тоа е секојдневна активност, значи внимаваме на времето. Ако сме заборавиле овој ден, веќе наредниот ден за двата дена мораме да обележиме, да. Жал ми е денеша ќе мора облаче и капки да нацртаме. И капки, да. Сега Но и тоа си има своја влага. Да, сега се подготвуваме и за новогодишната приредба. Баш во тек ни е новогодишната приредба, па малку повеќе околу тоа сме ангажирани. Учествуваме во хуманитарниот проект Преградка на дар, изработуваме куклички. Сега сето тоа ни е на страна тргнато, да не ни видите случајно. Така, да, нормално. Е, така. И околу тоа сме исто така ангажирани. Кукличките треба да ги предадеме за болните дечиња, за оние што им треба преградка, што им треба љубов. Ај малку да појдеме од таа страна, да ги видиме, да ги погледнеме реквизитите, да видиме за какви реквизити станува збор. Иначе тоа што сакам да го забележам во овој момент е гледам дека имате јонизатор ли на воздух, како се вика? Прочистувач или јонизатор, да. Ни работи во текот на денот, тука ни покажува каков е квалитетот на воздухот. Ние веќе си научивме, Видов во постојано. сите простории имате, значи поеден таков. Тука еве имаме и телескопи, имаме микроскопи, почитувани гледачи, кои ја многу ги сакам. Му имаме глобусот да може да патуваме, да отидеме на кое место во светот сакаме. Тука и телескопот, шо убаво голем телескоп. И од Атлас, тука си ги учиме континентите. Континентите, еве едни многу интересни бубачки овде може да ги видиме. Да, си ги учиме инсектите. Ова е од едно наше истражување. Бевме на водно, па истражувавме, па учевме за еве си донесовме тука некои примероци од нашето истражување. Еве ги знаците ги гледам и знакот со кој јас имам проблем најчесто и ги поздравувам пријателите од Пајак службата, еве, тоа е тој знакот. Го знаат многу убаво, баш им го објаснив. Убаво да го научат, да немаат проблеми како јас што имам, да. Да. Да, вистина морам да кажам дека е прекрасно и прекрасно се чувствувам овде дека јас еве ги шишарките може да се видат, си одговараат и спрема временските услови, собрани, ставени, сервирани тука, да знаеме кој е годишно време. Е така, за да ги истражуваме, да. Тоа е се во склоп на есента, се уште е есен, знаат другарите.
кога доаѓа новото годишно време, децата се информирани, точно знаат. Им кажувам, од денес е зима. Ви благодарам на времето и вниманието. Одиме да јас ќе се вратам да поразговарам со дечињата. А сега има една просторија која што мене ми беше омилена кога одев во градинка. Сега ќе видат гледачите за што станува збор. Одиме да ја посетиме таа. За кратко време ќе се вратам јас овде во разговор со децата, а ајде камерата да дојде сега со нас. Вики, да им покажеме нешто интересно. Поназдрави гледачи, поназдрави. Мојата омилена просторија во овако. Мојата кажав дека е и мојата. Да видиме за каква просторија станува збор. Поназдрави гледачи, е вака. Да видите за што станува збор. Тарам! Еве, а просторијата може камерата да влезе внатре и да види. Ова е просторија која што се чува затворена. Овдека нема никакви активности, кажавте, во текот на денот. Еве, има само една отворена врата која што пречистува. Тука и климатизерот за да се направи убава температура во која ќе може дечињата мирно и убаво да се наукаат. Така. Да, во оваа просторија секое детенце што преспива во текот на денот си има свое место за спиење. Си ги знаат своите перничиња, си ги знаат своите креветчиња. Едноставно не се делат, не сакаат да се поместат од едно на друго место. Си ја викаме океанче, пошто тука ни е нели Атлантида потоната и Делфините ги гледаме, морските звезди, рибите. ја обожаваат тие, ја обожавам и јас искрено ви кажам, пошто некако ја чувствувам така многу смирувачки. Одите во океанче да си поспиете малце. Колку убаво е тоа, колку е прекрасно. Еве, значи го видовме и тоа, почитувани гледачи, така да нема долго да се задржуваме овдека, ќе го згаснеме светлото, а ние продолжуваме натаму. Ајде, заминуваме. Како што најавив, одам да поразговарам со дечињата, овдека во игротеката Весела дружина, да ги видам што прават, како прават. Оваа кукла до мене се вика Нина, така беше? Да. Колку годинки имаш бе ти, Нина? 2 годинки, бе, ти си голема девојка, да пукне брзо да видам дали си научила. Браво, свете научиле тука. Нина, пееш ти песнички? Да. Ќе ми отпееш една, ќе ми кажеш сега некоја песна. За зајчето ја знаеш ли ти? Да. Како беше? 3-4? Зайче сивичко, зайче сивичко, заврти се, заврти, увати се. Зайчичка, там сивичка, а јадеш, а поносиш, голема танеш. Браво, браво. Со кој ќе поразговарам? Михаела, Ела, Мици. Здраво. Михаела Твендафилова. О, Михаела, ти каква убава девојка. Се заврти се кон гледачите, Михаелче. Јас сакам да те прашам колку години имаш ти? 3 години, браво, па ти си многу убава девојка. А Михаела, ќе отпееме ли една песна за баба, дедо, мама, тато, за сите што не гледаат? Ќе отпееме една песна? Да. Ајде, 3-4, која? Величка, малечка, кокали па плаче, зашто веќе кутлата, немам што да ја дам. Величка, малечка, кокали па плаче, зашто веќе кутлата, немам што да ја дам. Дувала нове тенце, немам што да ја дам. Цела зима студена, за најас ке сладам. Браво! Бе, Михаела, бе, каква девојка си ти, браво. Не пипам. Здраво, Мија, како си? Што правиш, добра си? Да. Ми кажа дека ти знаеш песнички да пееш. Која ќе ми отпееш, злато? Верверичка, малечка, скокари па плаче, зошто веќе кутрата нема што да јаде. Ој, убавата. Ајде да видам, другите што прават? Сега сме во средната група, видете не. Шубо си седнавме, нели? Мераклиски, добри ли сте? Јас ете дека ќе дојдам и сега дојдов да ве видам и што да видам? Еден куп насмеани деца. Секогаш сте вака насмеани? Да. Дално сте вака весели? Да. Брзо ја да им пратиме бакнежи на сите што не гледаат. Мајки, татковци, баби, дедовци, комши, пријатели, роднини, брзо мафтете, многу бакнежи, супер да видат дека овде вистински прекрасно се забавуваме. Ти, Злато, како се викаш? Како ти? Мија. Мија, браво, Мија, ти знаеш ли песнички? Ке ми кажеш ли нешто, нека песничка и ке ми раскажеш ли што сакаш да покажеш пред гледачите? И ве пак ми дојде принцезата есе,
песен, листовите паѓа, дува ветрот бесен, јаболката зрејат, грозовите тежат, уште многу плодови несобрани лежат. Погледни во полето, ораш бради плуг, а вчера и птиците летна на југ. А вчера и птиците летна на југ. Ти си подготвена за Макфест. Браво, браво! Каква пејачка си, како убаво ми каже една песна. Ти благодарам многу. А ти, Злато, како ти беше името? Тија. Ја баш ми е драго, здраво, живо. Мора покажеме прекрасен прстен имаш ти со една многу убава перутка. Абе, кој ти го купи овој? Мајка ми. Браво, бе. Зашто си ти волку убава девојка? Зашто? Зашто секогаш си таква, нели? Таква си се родила. Ке ми отпееш ли една песничка? Да. Ајде, која? 3-4, одбери една и да видам сега која песничка ти ќе ми ја кажеш. Есенска песна, низ облаци, сонцето срамежливо тирка. Есенска песна, врапчето свирка од есенските плодови. Веќе се зрели, природата сочни даровини дели. Браво, убавица, браво, да си жива и здрава, фала ти многу. Да видиме се овој батко овде до мене, здраво, како се викаш ти? Максим. Максим, беше си убав ти бе, Максим, голем дечко. Максим, колку години имаш ти? Ти имаш 4 години, браво, Макс. Кажи ми, Максим, ти учиш ли исто така овдека песнички? Па да. Да, некоја вака, сака ли да ми кажеш вака, еви гледачите да видат што ти знаеш? Да. Ајде, Максим, 3-4. Семафор сум дете, имам светла 3. Кажи како работам, ако знаеш ти. Црвеното стоп, жолтото припреми се, зеленото оп, брзај, брзај, брзај. Све пејачишта, драги гледачи, еве сега до мене се наоѓа. Ова мажиште, што се вика? Ангел. Ангел, здраво, Ангел, добро ми доева супер звезда, бе, добар си ти? Која песничка ќе ми ја кажеш ти, ќе ми отпееш, ќе ми одиграш нешто, што ќе направи Злато сега? Есенска песна. Сонцето што ме живо дзика. Есенска песна, влапчето свика. Есенските плодови веќе се зели. Природата сочна дели. Браво, браво! А тебе како ти е името, Злато? Лука. Да букне, Лука Христов. Многу ми е драго што си ми специјален гостин по Супер Звезда. Ти имаше една многу интересна песна која што одговара вака сега на годишното време. Зашто беше песничката? Ајде да ја отпееме, да видат нашите гледачи што ти знаеш. Грозе, круши, ореви, јаболка зрели, продорот на есен на дечиња дери, од уни мушмури, каренки и среви, натежнале гаранките во родните ниви, од есенските плодови, веќе се зрели, продорот на есен на дечиња дери, есенските плодови, вкусен сок се прави за да видат децата весели и здрави. Ау, тебе те праќаме на стручки вечери на поезијата. Браво, ти благодарам многу. Сум во големата група, да видам што ми прават сега тука моите драги другарчиња. Добри сте? Да. Ве фатив се овде на пазар сте, така продавате, купувате или што правите? Си купуваме. Купувате, браво. Кој продава тука да видам? Јас. Да, ти продаваш, Злато. Колку пари ви се јагодите, ќе ве молам? 10 денари. Јагода, така? Да. Пошто вие специјални јагоди се, нели? Со љубов праени. Еве, повели, може јас да купам една? Еве, благодарам, ќе ја земам. Да, вие знаете ли песнички да пеете? Да. Да, кој прв ќе ми пее една песна? Ја. Ајде, да видам, повели, Злато, дојди до мене, брзо да ти видам јас, да ми кажеш ти прво како се викаш? Ива. Ива, бе, ти си голема девека, колку години имаш? 4. Сврти се вака како што мене ми се насмевним се на нашите гледачи, шармирај ги вака сите, видат ти колку убава девојка. Што ќе ми кажеш сега? Која песничка или стихотворба или нешто? Ајде, повели. Градинката наша, дома наше втор, растеме во игра, пееме во хор, не грижи се, мамо, не сум дете само, денот рекли плете, јас сум секна дете. Браво! Абе, ти си била пејачи, ще не видено. Браво, Злато. Фала многу. А сега друг кој ќе ми каже нешто? Повели до мене, Злато. Ајде, брзо, дојди до мене овде. Како ти е името тебе, Злато? Саша. Саша, абе,
ти колку години имаш? 5. Години, ти си голема девојка да пукне, браво. Ајде, повели се што ќе ми се представиш ти. Мајка ми сплете капа за зима и на неја неколку снеговки има. Баба пак ми сплете голем топол шал, а на двата краја има снежко мал. Многу сакам снег, 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 сребрени пеперутки, кога се во лед. Зимата е убава, кога снежно е. Волшебен е уметник што бело бои се. Абе, ти си прекрасна, ти благодарам многу, фала, брзо те гуштам силно. Браво, фала ти многу, фала. Ова женска се вика? Мија. Оле, Мија, здраво, Мија, шо прежбе, Мија, шо си убава. Мија, ти си голема девојка, колку години имаш? 5. Ти си овде главна. Ти као ке кажеш, така прават другите, нели? Браво, бе, женска Ипол. Кажи ми сега, Мија, учиш ли ти песнички? Да, Знаеш ли нешто да ми отпееш или да ми изрецитираш? да пее. Ајде. Верверичка, малечка, скокари па плаче, зашто так утрата нема што да јаде. Верверичка, малечка, скокари па плаче, зашто так утрата нема што да јаде. Дува ладно ветренце, нема што да јадам, цела зима студена, за храна јас ке страдам. Браво, браво, да си жива и здрава. Ти благодарам многу, бабица. Одиме сега да ги видиме оваа екипа овдека. Дечки, здраво, живо, што правите? Добри сте, па дојдов сега да ве видам вас, да видам се овде мажи што собрани. Добро. Јас дојдов да ве видам, овој пат кој се вика Марко, здраво, добре дојде во Супер звезда. Марко, што прави? Ништо. Интересно е што ти порано одеше во оваа градинка, сега си прво одделение, така? Но денес дојде да си ги видиш учителките и другарчињата, така? Да. Како си помина ти тука? Злато? Супер. Да, убаво, ова е место каде што децата весело и безгрешно си поминува? Да. Браво, што правите сега со другариве твои да ми кажеш? Специјална игра овдека, нели? Редите едни Треба да се наредат вакви за се да биде убаво. Як се да биде убаво, сега редиме едни монистрили, како се вика тоа? Јас не знам, але многу интересна игра е. А да го видиме овој батко, како се викаш ти, Злато? Лука. Лука, бе, ти имаш многу убаво име, видиш убав дечко си, бе, ти браво. Ја бе вака плавуша као тебе која бев мал, после ми потемне косава од маки. Кажи ми ти, колку години има, Злато? 5. 5 години, браво, па ти си голем дечко. Девојка има или нема да збориме за тоа во оваа емисија? Во некој од наредните договорено. Лука, ќе отпееш ли ти нешто? Денен окето е буден, баш е чичко, многу чуден, како сокол очи има, пушка носи и возима, срцето му чука и оджал го пече, кога некој диво дрвата ги сече, срцето му чука и оджал го пече, кога некој диво дрвата ги сече. Чичко шумар, шумата чува. Браво, браво Лука, фала ти многу, ти благодарам за оваа прекрасна песничка. Сега да го видиме овој батко овдека. Здраво, живо, како си бе ти? Што правиш, добар? Како ти името тебе? Глегоре. Бе, Глигора беше си убав, ти насмеим се таму на сите ми. Ај, Глигор кој ке се насмее, опасен е, драги, гледа си шармер, не видам. Колку години имаш? 4. Ти ми отпееш ли нешто ти? Да. Ајде да видам. Што, стани да те видат сите, да? За цвеќе. Ај, многу сакам ја за цвеќе. И мајкиве што не гледаат, сакаат само цвеќе. Глижи се за цвеќето, немој да го гажиш, не гази го, мравчето што лази. Да е добро, помисли прво, да скашиш гранчиња од зелено дрво, чувај го дволот, природата цела, така за сите правиш добри дела. Абе, што пеачиш да си ти, браво, фала ти Ефтен, фала Глигор, одиме сега да ги видиме твоите други, другарки и другарчиња. Дечки, што правите бе тука, ајде да ве видам. Како сте, што правите, ти како се викаш? Ангела. Ангела, што си убава, Ангела. Си играш ти тука со нека вакви специјални работи, гледаш ова може овде, а не може овде. Видиш какви убави работи имате вие овде, Ангелче. Ти знаеш ли да пееш песни или би да ми раскажеш нешто? Еве пак ни дојде принцезата есен, листовите паѓат, дува
ветрот бесен, јаболката зрејат, гроздовите тежат, уште многу плодови несобрани лежат, погледни во полето, ореш плезни плув, а вчера птиците летна на југ, а вчера птиците летна на југ. Ти си опасна и спремна, тебе у парламент ке те праќаме. Браво, злато, да си жива и здрава. Колку убава песничка ми кажа, фала ти многу. А тебе како ти е името? Марија. Здраво, Марија, леле, жена ми се вика така, па ти имаш многу име. Браво бе, Марија. А тебе како ти името? Андреј. Андреј, здраво, многу ми е драго. Јас имам неколку другари што се викаат Андреј, шубави имиња ви дали. Кој прв ќе ми отпее нешто или ќе ми рецитира? Андреј, ти повели ќе станеш или со седење? Седење. Ајде, со седење ќе одмараме и ќе уживаме. 3, Мама 4. вели јади мило, овошето здраво мило било, праски дини, ај круша, здравје тогаш ке те слушам. Витамини во овоше ги имам, затоа го јадам во лето и зима. Витамини во овоше ги имам, затоа го јадам во лето и зима. Ова витаминска песна, бе, фала ти многу. Андреј, прекрасен си. А Марија, ти ќе ми изрецитираш или ќе отпееш една песна? Градинката наша, домо наше втор, растеме во игра, пееме во хор. Не грижи се, мамо, јас сум дете само. Абе, ти си спремна за суперзвезда. Браво, Злато, фала ти многу. И за крај уште една кукличка имам овдека до мене. Злато, како е твоето име? Јана, Јана, бе, колку годинки имаш ти? 5 и 10 месеци. Браво, ти си голема девојка и ти си главна тука, така? Меѓу главните. Браво. Кажи ми, Јана, ќе ми отпееш ли ти некоја песничка? Да, мајка ми сплете капа за зима, а на неа неколку снеговки има. Баба пак ми сплете топол голем шал, а на двата краја има снешко мал. Многу сакам снег, сребрени пеперутки. Кога се во ред, зимата е убава. Кога снешко е волшебен е уметник што бела бои сем. Абе, браво, без грешка, тебе во влада те праќаме. Фала ти, кукле, убаво да си ми жива и здрава. Ајде сега да видам што ќе кажат суперзвездите, какви се нивните впечатоци од оваа наша денешна посета и денешното дружење. Еве, тука имам некои нови, некои стари другарчиња. Како сте вие, дечки? Добри ли сте, а? Да. Се изнуживавте ли денеска, да? Да, да видам кој од вас оди во градинка да крене два прста. Да, имаме некој така. А кој оди на училиште? Да, кај е поубаво сега, во градинка или во училиште? Училиште. Училиште? Во градинка. Гледате, сите различно си одговараат, значи се си има своја драж, така да е битно онаму каде што сме батковците и дедичките убаво да се грижат за нас, да ни направат да ни е убаво да сме наранети, убаво да научиме, убаво да се забавуваме, убаво да се дружиме. Повели кукле седни тука до мене. Сега ајде да видам, вас да ве прашам како ви се допадна денешната посета. Еве, Злато, од тебе ќе почнам. Како ти беше името? Ева. Ева, како си помина ти денеска? Многу Се допаднувате во градинката? Ти колку години имаш сега, кажи ми? 10. 10 години, ти пред некои 5-6 години дори си одела во градинка. Одеше ли тогаш во градинка? Како беа поубави градинките беа тогаш или сега? Сега. Сега, значи да, ти благодарам. Злато, како беше твоето име? Даниела. Даниелче, здраво живо. Кажи ми ти, што ќе ми кажеш, како ти се допадна денес оваа наше дружење и посета? Супер, многу убава. Што ти остави вака нешто посебен впечаток во оваа градинка? Па убава градинката и Средена чиста, нели? Вака сите со калчики на нозете, дај да покажеме какви ни се нозе, вака да им мафнеме на мама и тато, да видат какви сме ние денес овде. Ти благодарам, а ти бе маче мало како помина денес, да? убава. Како ти е името? Ангел. Ангела, беше си убава, Ангелче, ти одиш во градинка? Која е твојата градинка каде што одиш? Калинка. Калинка. А ти како ти е името? Лара. Абе, шо преш бе, Лара, да пукне бе, шо си убава, каква убава косичка имаш. Одиш ли ти во градинка? Во која градинка? Пепелашка. Пелашка. И ти се допадна ли денеска во оваа градинка кај што е? Па тамо ми е убава. Ма таму имаш твоите другарчиња, нели? Затоа денес дојдовме оние кои што сакаат да одат во градинка, а мислат каде да видат дека и овде е прекрасно место и дека овде може да се дружат. Ела, маче, ти до мене брзо да те видам јас. Како ти е името? Елена. Еш си убава, Елена. Елена, бе, ти имаш прекрасни плетенки и многу убава фризура. Како помина денес? Убава. Чи ти се допадна овде, а? Да. Одиш ти на училиште сега? Не во А градинка. во градинка, браво. И таму имаш многу другари и другарчиња? Да. Убаво се дружите и забавувате? Да. Браво, многу ми е драго. Ајде да видам останатите мои другарчиња од оваа страна. Како беше името, Злато, твое? Мија. Мија, шо преш бе? Мија, бе, добра ли си бе, Мија? Стално си вака насмејана. Како ти се допадна тука? Убава.
Треба ли да им кажеме на другите деца што гледаат дека овде убаво да не се плашат да дојдат? Да. Да си седат, да си играат, да си учат песнички како што учевме ние. И кажа и англиски дека уче, ама ја заборев да ги испрашам. Ки ги испрашам малце подоцна. А да видам Злато, како беше твоето име? Марија. Беше си убава, бе, Марија, да пухне, бе. Марија, како помина па ти денеска не ми кажа Злато? Супер. И одиш на училиште или во градинка? На училиште. На училиште, браво. И како ти е тебе во школа? Супер. Ти одиш во школа, да? И таму што учите? Песни. Стихотворби. Цртате? Да. А физичко имате? Да. А музичко? Да. Браво, бе, тоа се моите помилани по предмети, ја пак ќе ги заборев за малку да ги спомнам. Супер. И ви се допадна ли денеска тука? Да. Ве подсетивме малку како беше кога сте одели вие во градинка, да? Одеше ти во градинка? И ти одеше во градинка? Треба деца да одат во градинка? Браво, баш ми е драго. А ти, Кукле, за крај вака сега да те прашам како ти беше името? Дарија. Дарија, браво, беше убаво име. Кажи ми, Злато, што ќе им кажеш на гледачите? Како си помина ти денеска тука? Убаво. Какво е ова место? Убаво. Ајде сите заедно без лажење да кажеме на вистина. Како ви се допаднало? Супер. Супер, нели? Убаво, прекрасно место, топло, супер, значи такво какво што толку убаво што не сакаме да си одиме, да им пратиме бакнеш на сите што не гледаат, а ја се вракам во разговор со тета Вики да ја прашам уште нешто за крај. Видовме и се уверивме дека на вистина станува збор за една прекрасна градинка. Вие не само што сте направили да биде многу убаво, него сте направили ремек дело. Ева, да ви пружам рака и да ви заблагодарам што ни овозможивте денес да се изнауживаме во сите овие убавини овде кај вас. За крај сакам да прашам оние кои не знаат каде можат, како можат да ве најдат и да ги сконтактираат со вас. Прво сакам да ви се заблагодарам за посетата. Ми беше драго што бевте тука денеска со нас да видите како ние работиме со нашите дечиња. Благодарам на вашите супер звездички што одвоја од нивното време да не посетат и тие. Колку за информација за луѓето кои што сакаат да не контактираат, значи ние имаме наша веб страна www.veselataдружина.com. Не има на Facebook, нормално со профил. Телефонските броеви е најлесно е мобилен 072-255-307. Ке ви се јави некоја од нас секако. Се наоѓаме на улица Копачка број 10, не Златна, само Копачка. Број 10. Број 10 тоа е По прекрасната локација во населба Козле. Коза, да. Да, многу убаво место. Козле, убаво е местото, тивко, не е на главна улица, со многу дрва наоколу, е релативно чисто, во загадено во Скопје, убава Убава, позиција. мирна, чиста средина. Да, имаме убаво дворче, имаме убава околина, така да мислам дека позицијата ни е идеална за ваква работа. Фала ви уште еднашка да бидете живи и здрави и се надевам дека повторно ќе се видиме, ќе имаме Да, можност да се секако, дружиме. секако. Така да почитувани гледачи, тоа беше нашето денешно дружење во оваа прекрасна градинка Веселата дружина. Поздрав од мене, вашиот водител Дарко Мелковски, мојата денешна соговорничка Вики и прекрасните дечиња од Веселата дружина и Супер звезда кои денес има можност лудо и незаборавно да се дружат заеднички. Поздрав, се гледаме за 7 дена од сега, а до тогаш слушате ги мама и тато и бидете добри деца. Чао.